Најави за денешните настани. 9 денови исполнети со над 20 спортски настани, концерти и изложби на второто издание на Охрид Water Festival. Велешкиот театар на сцената на Охридско лето носи ново видување на ликот и делото на Рацин. Бесплатен скрининг за хепатитис Б и С, ХИВ и еластографија за хронични црнодробни заболувања на 5 август во Охрид и Струга. Започна изработката на новата национална стратегија за сајбербезбедност. Нова саботажа во Франција за време на Олимписките игри, исечени оптичките кабли на повеќе провајдери во 6 региони во Франција. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево, ветровито и топло време. Максималната дневна температура достигна 28 степени Целзиусови. Во среда над северозападна и централна Европа, под влијание на поле на низок воздушен притисок, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и локално со поројни врнежи. Во останатите предели од Европа, доминација на поле на висок воздушен притисок, што ќе услови претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува сончево и топло време. Во северните и централните предели се очекува посвежо време, додека пак во останатите предели дневните температури ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат од 28 до 35 степени. Во Македонија во среда, посвежото утро со утрински температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 10 до 18 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда по свежото утро и температура од 13 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура во Охрид утре ќе достигне до 29 степени. Во четврток и петок во Охрид ќе превладува претежно сончево и топло време. Утринската температура од 13, односно 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31, односно до 33 степени. Во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Второто издание на фестивалот на водените спортови Охрид Water Festival ќе донесе богата програма. 9 денови исполнети со над 20 спортски настани, концерти и изложби. Охрид се подготвува за фестивалот на водени спортови. Ќе се одржи второто издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival. Целта на овој фестивал е популаризација на водените спортови на Охридското езеро и промоција на уникатните потенцијали со кои што располага Охрид како најголем туристички центар во земјава. Во рамките на спортско-рекреативниот дел од програмата предвидено е организација на 20 спортски настани. Ке има меѓународна едриличарска регата, пливачки митинг и линденска регата со кајак и кану, акватлон, подводна навигација, ватерпол турнир, игри во вода, субтрка за деца. Охрид Water Festival како проект ги обединува сите водени спортови кои што се во Охрид, но и промоција на природното богатство кое што го имаме во градот и нормално развој на Охридската заедница. Една од целите кој што и главна е заштита на Охридското езеро преку водените спортови, затоа што, како што знаеме, сите водени спортови се еколошки спортови. На тој начин нашата цел е што повеќе да имаме пловни објекти кои што се како едрилиците и кајак еколошки објекти, пловни објекти кои што ќе имаме, кои што ќе се застапени во езерото. Не од една страна ќе го разобувуваат езерото, од друга страна на тој начин го заштитуваме нашето природно богатство. Една од целите е да создадеме еден спортско-туристички производ кој што ќе биде препознатлив не само во Македонија, туку и надвор. И сите овие спортско-туристички настани се во најголем дел се олимписки спортови, меѓутоа се и од меѓународен карактер. На промотивно-спортската манифестација, како пропратен дел на спортските настани, предвидена и богата социјално-едукативна програма, која вклучува низ за интересни и забавни содржини, кои ќе го привлечат вниманието на публиката, неколку изложби и концерти, кои ќе се одржат на платото кај Хотел Палас. Имаме и социјално-едукативна и забавна програма, кој што спортските настани ќе се случуваат во утринските и во попладневните часови, додека од 27 август секоја вечер пред платото на Хотел Палас ќе имаме социјално-едукативна и забавна програма. Започнуваме со охридската група, со концерт на охридската група Балтер, а последниот ден на 31 завршуваме со Супер Хикс. Помеѓу сите овие денови ќе имаме доста изложби, ќе имаме ден наменет за децата, каде што покрај спортски настан кој што ќе се случува промотивно нуркање за деца, истиот тој ден вечерта ќе имаме концерт на Златно Славече и концерт на учениците од основното училиште Методи Паче од Охрид. Така да целосно го посветуваме тој ден на децата. Многу изложби кои што се изложби, ликовни изложби, изложби на фотографија, ден наменет за промоција на охридската на храна и пјалоци од охридскиот регион. Таа вечер
ќе настапува Наум Петрески со група Сара и Милован Секуловски, така да една богата програма. На 31 август е предвидено одржувањето и на Охридскиот пливачки маратон. Актерската екипа на Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес со вечерашната премиера на театарската представа Рацин, што ќе изведе на Охридско лето, ќе и понуди на публиката едно ново, свежо и несекојдневно доживување и третирање на поетот, револуционерот и човекот Рацин. Представата, која што изобилува со неверојатни визуелни и музички сензации, ќе се игра на сцената на Центарот за култура Григор Парличев. Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес вечерва на сцената на Охридско лето ја донесува премиерно представата Рацин според ликот и делото на македонскиот поет и револуционер Коста Апостолов Солев Рацин. Со оваа представа тргнавме како Диоген со Фенер да ги бараме денес рефлексиите на Рацин во нас, бидејќи тој е дел од нашата ДНК, кажа на пресконференцијата по повод премиерата режисерот Дејан Пројковски. Представата не си дава за задача и одговорност да го раскажува животниот пат на Рацин или да одговара на некои историски лавиринти и контексти. Всушност, представата е наша рефлексија за она што представува денес Рацин. Имахме многу интересен, возбудлив процес и многу ми е драго што создавајќи го во тој современ јазик, во една, би рекол, театарска лабораторија, успеавме да ја пронајдеме емоцијата на Рацин што е автентична и што некако сите длабоко во нас ја носиме, затоа што слободно можам да кажам дека Рацин е веќе дел од нашата митологија. Драматургот на поставката, директор на Велешкиот театар Сашо Димовски, кажа дека представата на публиката и нуди едно ново, свежо и несекојдневно доживување и третирање на Рацин, како уметнички, така и човечки идентитет. Ке бидат представени некои поинакви факти кои историјата може би ги заобиколила, додаде Димовски. За мене беше најголем предизвик да се транспонира поезијата во драма, бидејќи поетскиот дискурс сам по себе подразбира нели поинак, тој не е наменет за сценска изведба, неговата намена е сосема поинаква. И да се претвори во жива реплика, да се во говорна реч на сцена, тоа беше всушност и најголемиот предизвик. Во драматургијата се занимав со откривање за работи во врска со Рацин кои досега нам ни се непознати. И во оваа смисла, оваа представа верувам дека ќе понуди една нова вистина за сето она кој ние го знаеме за Рацин. Се обидовме да направиме своевидна демитологизација на ликот на Рацин, бидејќи самиот лик на Рацин е обвиткан со многу мистерија и многу неразјаснети аспекти од неговиот личен живот и неговото творештво. Се обидовме да го третираме Рацин како еден човек од крв и месо кој има своја сенка, кажа актерот и костимограф во представата Васил Зафирчев. Представата дава една многу јасна слика и за Рацин, но и за времето во кое Рацин живее. Особено во однос на тоа како луѓето лесно преминуваат од една на друга страна, како од негови сопартици, симпатизери, поддржувачи стануваат негови главни непријатели. Нешто што нас како тема ни се провлекува историски во повеќе наврати. Актерот Јордан Витанов како персонификација на куршумот на деструкцијата во представата го носи прашањето за трагичната смрт на Рацин. Нашата нација секогаш ќе се соочува со тоа прашање, дали тоа беше верзијата која ја знаеме или има нешто скриено и што е уште поважно, кои се мотивите, рече Витанов. Надевам дека идни некои генерации ќе одговорат на тоа многу драматично за нас болно прашање и во тој камен кој е ставен како најголем можеби темел на нашата државност, ќе го успееме Рацин уште по снажно, ако сакате и почесно. Актерот Исидор Јовановски кажа дека актерската екипа со нетрпение чека да го оствари контактот со публиката. Представата, која што изобилува со неверојатни визуелни и музички сензации, ќе се игра на сцената на Центарот за култура Григор Прличев со почеток од 21 часот.
Започна националната кампања за бесплатен скрининг за хепатитис Б и С, ХИВ и еластографија за хронични црнодробни заболувања. Националната кампања ќе се реализира во 10 градови во државата, меѓу кои и Охрид и Струга. Министерството за здравство во соработка со Клиниката за гастроентерохепатологија и невладината организација Хепар Центар Битола започна заедничка национална кампања за бесплатен и анонимен скрининг за хепатитис Б, С и ХИВ, како и еластографија за хронични црнодробни заболувања. Согласно распоредот, во понеделник, 5 август, граѓаните и посетителите на Охрид и Струга ќе може да извршат бесплатен и анонимен скрининг. Во периодот од 9 до 11 часот, мобилната амбуланта ќе биде на градскиот плоштад во Струга, додека пак од 17:30 до 19:30 часот на плоштадот во Охрид. Целта на кампањата е подигнување на свесноста за црнодробните болести, како што се црнодробен карцином, замастување на црниот дроб од алкохолна и неалкохолна природа, цироза и ретки болести на црниот дроб. Денес во Скопје за 2,5 часа направени се 150 тестирања на црн дроб, при што кај 10 лица се детектирани знаци на цироза и лицата се упатени на Клиниката за гастро, информираат од Министерството за здравство. Превентивно-едукативна кампања на Езерската полиција и Црвен крст Охрид за заштита од топлотен удар. Во рамките на кампањата Безбедно лето, вчера полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро и волонтери на Црвен крст од Охрид во водите на Охридското езеро спроведоа превентивно-едукативна кампања за заштита од топлотен удар. Тим од полициски службеници и волонтери со полициски глисер реализираа патролни активности и остварија кратки средби со граѓаните кои со своите пловни објекти пловат по езерото. При тоа, низ разговори, полициските службеници и волонтерите ги подсетуваа граѓаните како да се однесуваат при топло време и високи температури, како да постапат кога тие или други лица во пловилото не се чувствуваат добро, кои се првичните неопходни мерки при манифестирање топлотен удар, а им делија и вода за освежување и ги подсетуваа на останатите препораки за заштита од топлотен удар. Тимовите посебно подсетуваа на потребата граѓаните да бидат добро хидрирани, да носат светла облека, да не користат алкохол пред и за време на управувањето со пловилото, да избегнуваат патувања во најтоплите периоди од денот, да практикуваат почести застанување на брегот и престој под сенка и други корисни информации за зголемена безбедност. При тоа, на граѓаните им беше поделен и едукативен материјал со практични препораки од Министерството за здравство и Црвениот крст на Република Македонија, како против топлотниот бран. Стартува работната група за изработка на новата национална стратегија за сајбер безбедност. Само 5% од податоците на компаниите се соодветно заштитени. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски денеска го означи официјалниот почеток на работата на работната група за изработка на новата национална стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија за периодот 2024-2028 година. Изминатиот период бевме сведоци на зачестени сајбер напади врз критичната инфраструктура како во нашата земја, така и во регионот. Статистиките се загрижувачки, при што во 93% од случаите надворешен напаѓач може да го пробие мрежното опкружување на организацијата. Дури 43% од сите прекршувања се инсайдерски закани, било намерни или ненамерни, а во просек само 5% од податоците на компаниите се соодветно заштитени, истакна Андоновски. Во своето обраќање, министерот Андоновски посочи дека целиот процес на изработка на стратегијата ќе се води со највисоко ниво на транспарентност и дека оваа стратегија ќе се развива во согласно со принципите на Европската унија и НАТО, како и со меѓународните обврски на земјата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 2 деца загинаа при напад со нож во градот Саутпорт во Англија, соопшти полицијата. Во нападот се повредени уште 9 деца, од кои 6 се во критична состојба, а 2 возрастни се во тешка состојба. Децата присуствувале на настап во танцова школа, кога осомничениот, вооружен со нож, влегол во просториите и почнал да ги напаѓа. Полицијата соопшти дека осомничениот според првичните информации е тинејџер од областа Бенкс, но по потекло од Кардиф и дека е уапсен.
На социјалните мрежи се појавила снимка на која се гледало како напаѓачот со зелена капулјача и маска на лицето 20 минути пред нападот нервозно оди напред-назад пред влезната врата на куќата, каде што подоцна го извршил грозоморниот чин. Полицијата соопштила дека се уште не е познат мотивот за нападот, но дека не е поврзан со тероризам и дека напаѓачот немал соучесници. Најмалку 56 лица загинаа при лизгање на земјиштето предизвикано од монсунските дождови во јужната индиска држава Керала. Спасувачите работат на извлекување на луѓето затрупани во кал и остатоци, но нивните напори се отежнати поради блокираните патишта и небезбедниот терен, пренесува агенцијата Associated Press. Неколку повредени лица се префрлени во локалните болници. Уништени се многу куќи, надојдената вода ги однела возилата од патиштата, а многу останале заглавени во надојдената река. Спасувачките служби користат и хеликоптери, а индиската војска е ангажирана да изгради привремен мост, откако лизгањето на земјиштето го уништило главниот мост кој го поврзувал погоденото подрачје. Властите допрва треба да го утврдат целиот обем на катастрофата. Агенцијата за управување со катастрофи на Керала предупредила на нови врнежи и силни ветрови во текот на денот. Големи протести во Каракас ден после претседателските избори во Венецуела, откако Мадуро прогласи победа, а опозицијата ги оспорува резултатите. Полицијата употребила солзавец, гумени куршуми и водени топови за да ги разбие илјадниците демонстранти кои го обвинуваат Мадуро за крадење на изборите. Јавниот обвинител на Венецуела пак, Терек Вилијам Сап, покренал истрага за наводен хакерски напад врз Националниот изборен совет извршен од Македонија, во кој била вмешана и опозицијската лидерка Марија Корина Мачадо. Мадуро ја доби поддршката од Русија и Кина, како и од неговите вообичаени сојузници Куба, Никарагва, Хондурас и Боливија, но од меѓународната заедница има бројни негативни и скептични реакции. 9 земји од Латинска Америка во заедничка изјава повикаа целосно да го разгледаат резултатот од изборите со присуство на независни наблюдувачи. Бразил и Колумбија побараа верификација на резултатите, а САД изразија стравување дека објавениот резултат не одразува волјата на венецуелскиот народ. Шефот на дипломатијата на Европската Унија, Жозеп Борел и Франција повикаа на целосна транспарентност и побараа да се покажат сите записници и резултати. Нова саботажа во Франција за време на Олимписките игри. Само неколку дена по инцидентот со победнатите пожари на железницата пред церемонијата на свеченото отварање на Олимпијадата, во текот на ноќта во неколку региони во Франција, во координиран напад биле исечени оптичките. Според полицијата, саботажата е извршена во 6 области во Франција, но Париз не е погоден. Францускиот министер за внатрешни работи соопштил дека полицијата ги идентификувала потенцијалните профили на осомничените, навестувајќи дека екстремно левичарските активисти можеби се одговорни за нападите, но не дал конкретни докази за овие тврдења. Тој изјавил дека се зголемени мерките за безбедност на Олимпијадата, вклучувајќи дополнителни полициски сили и надзорни дронови. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!